Еве неназад, како што најави колегата Александар, ги отвораме телефонските линии. Прво ќе разговараме за вчерашната одлука на Министерството за животна средина и нивното известување дека Шар планина и Осоговските планини ќе станат заштитено подрачје. Прво утринава ќе разговараме со господинот Хамди Сулејмани од иницијативата Да ја спасиме Попова шапка, иницијатива која долго време се бореше за овие предели да станат заштитено подрачје. Добро утро. Добро утро. Прво да ве прашам како сте, како се справувате со коронавирусот и со овој изолацијски период? Фала многу за вашето време што отделите и за нас да се презентираме кај вашата емисија. Ги поздравуваме сите гледачи на утрински брифинг. Изолацијата го поминавме некако и уште го поминаме. Ние сме во работни односи, пошто сме од приватен сектор, каде што работиме приватно, како професија архитект. И значи не сме застанети во ниту еден момент, но со иницијативата и со сите активности да ви речеме право дека сме биле во одмор или во застој, бидејќи не сме имале некакви организации и не било времето точно да се барат различни промени или ако сме требале да направиме некој пресинг или нешто друго или да најдеме недостатоци на институциите во врска со нашата иницијатива или во врска со развојот на Попова шапка. Баш требаше во тие моменти некако да реагираме како не работеше целиот скијачки центар. Некое време немаше доволно снег, па потоа имаше и услови да се работи, но откако почна пандемијата од почетокот на февруари навака, веќе сите работи застоја и кај нашата организација. Вие долго време барате и се ангажирате токму за овој проблем. Очекувавте ли токму сега ваква одлука и дека надлежните ќе почнат да го решаваат ова барање? Вака, ова одлука е некако убрзана многу, но секако е за поздравување. Секако е за поздравување, значи иницијативата била одамна направена. Ние имавме информации дека во крајот на јануари нешто ќе биде објавена истата одлука, бидејќи во презентацијата која што бевме во Feasibility студијата за развојот на Попова шапка, скијачки центар Попова шапка, значи тогаш беа и представници од Тетовскиот универзитет, од други организации, од пријателите на шараците, кои што заедно го работиле оваа тема и тие предупредува дека во текот на јануари ќе треба да биде прогласена и иницијативата, еве како крајната одлука на владата, па потоа околу јуни месец да биде и 100% прогласена како национален парк. Иницијативата е, мислам дека во овој момент не беше очекувано, но сигурно некои празнини или некои други приоритети што веќе владата ги немало ради пандемијата и му дале некој значајна точка, бидејќи била спремна целата програма, бидејќи била спремна целата анализа и со, како да речем, една голема подршка од министерот за животна средина, кој што доаѓа од странски земји, растен во странски земји, доаѓа со друга култура тука во нашиот крај и го дал приоритетот за Шар планина да биде како прогласен како национален парк. Но ние вчера во една објава го рековме тоа дека тие што го уништеа 20 години денеска донесуваат одлука за да ја прогласат Шар планина како национален парк. Зошто така викаме? Бидејќи во пределот на Шар планина, кој што е 20 км на 6 км, 80 км на 20 км, како да речеме, линии на како се определува Шар планина, тоа е околу 120 км квадратни и таму во таа страна се градени околу 10 или 15 хидроцентрали, каде што наредните 2-3 години треба да се градат уште 10 други хидроцентрали. Значи, затоа го рековме тоа, тие што го уништеа, тие денеска донесоа и нова одлука. Но се Каква е иднината на тие хидроцентрали, доколку ова се прогласи за заштитено подрачје?
Па, тие хидроцентрали сите имат дозволи за градби, тие хидроцентрали, уште другите наредни 10 што треба да се градат, и сите имат склучени договори со Министерството за животна средина, така да ја мислам дека ќе тече нивното градење. Прогласувањето на Шар-планина како национален парк нема да биде во септември тоа. Тие сигурно се координираат меѓу себе, бидејќи и Министерството за животна средина им дава и дозволи, договори и концесии. Ако се прогласува Шар-планина како национален парк, веќе треба да застанат сите тие градби. Досегашните градби кои што се градени и пуштени во функција треба да се продолжат со работа, но ќе имат сигурно други нормативи и други заштитни елементи што ќе треба да ги почитуваат. Но, во спротивна страна, ако Министерството забранува изградба на 10 хидроцентрали, во договорите за нивните концесии, значи стои и точка каде што ќе треба да плаќа и пенали, бидејќи им го одзема правото, бидејќи некој дал банкарска гаранција, зел кредити, направил проектна документација, и тоа ќе му чини многу на државата и на Министерството за животна средина. Така да единствено ова е што не плаши, дали стварно ќе одговорат на време да ги забранат или да не им се дозволи да градат, исто така и да им се надокнадат сите пенали. Ние минатата година направивме голем народен собир, вид на протест, бевме сите од Лешница, околу 300 луѓе, што ретко тоа може да се види или не се види во последните 30 години 300 луѓе одеднаш да се качват во Лешница. Таму веќе се отвараат, да речем, најшироки патишта од целиот Полошки регион се отвараат горе во таа страна за да се работа и на континуитет. Велите дека веќе е уништена Шар-планина? Така. Во тој предел каде и тоа било веќе заштитна зона, бидејќи целата вода на Тетово доаѓа од тие предели, а пак таму сега се градат 3 или 4 хидроцентрали што треба да почнат од овој пролет. Едниот се гради во Вешало, другиот се гради во Бозовце, другиот се гради подолу испод Бродец и Селце во еден спој. Се планира други да се градат во страната Лисец, Расадиште во долната страна, значи офанзивно работат. Сигурно се во координација и знаат дека ќе имат некој прекина, сега офанзивно работат за да може да ги завршат нивните работи. Овој предел е богат и со флора и со фауна. Особено е интересен и затоа што е живеалиште на балканскиот рис, нешто што е убава вест да се сподели од Македонското еколошко друштво пред неколку месеци, ако не се лажам, детектира уште една единка од рисот. Што ќе се случеше доколку не го заштитевме? Поточно, што понатаму? Како да се погрижиме дека ова подрачје ќе остане заштитено, но заштитено за природата, а не за бизнис интересите? Но тоа секој ден, секој момент, секој час што останува така се уништува. Се градат диво градби, се пуштат различни канализационни системи во сите реки. Значи, флора, фауна во секој момент се уништува. Биодиверзитетот во секој момент се уништува во таа страна. И ако се донесе или се прогласи Шар-планина како национален парк, значи треба потхитно да се земат сите мерки или треба пред време сега да се известат сите тие граѓани кои што живеат таму, сите тие селани кои што живеат или посетители кои што живеат или ловџи кои што одат секој ден во времето на ловџискиот период. Значи тоа треба да се многу добра координација треба Министерството за животна средина, владата, министрите, сите некако да имат една добра координација со сите чинители. Но тие сега треба од сите од ова време, од претходно, од како е прогласена иницијативата, ќе треба да соработат бидејќи знаеме дека менталитетот на селата кои што живеат во висинските предели на Шар-планина е многу поразлично од тоа што се тука во нашите градови. Многу тешко ќе им биде и на институциите да почнуваат да спроведат закони, прописи и регулативи, но тие треба полека да се едуцират за да знаат кое богатство ќе го имат. Тие не знаат уште што богатство имат, иако што го имат секој ден при своја рака и своите очи,
но ќе треба да се работи со тие чинители, со тие луѓе. Значи, затоа и вчера во една изјава дадовме дека сега е главниот момент каде што влада, министерства, институции треба се работка со сите чинители кои што се директно таму вмешани у моментот, значи у тој предел на масивот на Шар планина, и единствено тоа е една од можностите да се чува некако, да се направат некои граници, да се создава една линија на комуникација, што може да се гради, како може да се гради, каде може да се гради, кои регулативи ќе ги има, каде може да се развијат различни како да речем, развој за туризам, различни предели за скијање, различни предели за ловжиски друштва, некако така, не на секој каде што ќе му текне да се направи нешто што им сака душата. И сосема за да го заокружиме разговорот, сметате дека постојат уште подрачја во земјава кои што треба да влезат во категоријата заштитени подрачја? Па, да ви речеме право, ние сме најкасно од сите околни држави што донесуваме вакви одлуки. Освен Шар планина, ние често пати ние сме и планинари, ние шетаме многу предели во земја во Македонија. Сега најхит и најинтересна позиција и локација е страната на езеро Козјак, која што се гледа од страната на селото Садларово и Гургурница. Значи долу во долната зона на тие двете сели се појавуваат и многу убави плажи, но истовремено и во тие предели треба некако владата, ако ќе речеме, во целото подрачје кај што лежи езеро Козјак, значи и во едната и во другата страна, и во страната према Македонски брод, страната према општина Желино, исто така на страната према Водно, некако и во тие страни да се направат, да се прогласи, во другата страна го имаме Јакупица, да се прогласат и тие зони како заштитени зони, за да луѓето да се ограничуваат веќе, да не градат, да не уништуваат. Треба некако да се направи еден терг во сите овие места како што понатаму да се развијат или живеењето или развој на различни туристички ресурси и така натаму. Господин Хамди Сулеймани, ви благодарам што одвоивте време да се јавите утринава во утрински брифинг. Сепак сакавме да отвориме со оваа тема како една од поважните настрана од политиката, но сепак природното богатство е нешто за кое што мора да се погрижиме сите заедно. Така, фала многу и од ваша страна, поздрав за вас и за вашите гледачи. Поздрав и до вас, секако по завршување на кризата ќе се видиме и во студиото или пак на некоја од заштитените планини. Се надеваме.